Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Ќе се гаснат уличните светла, ќе се реорганизира работното време во институциите. Локалните самоуправи кројат планови како да заштедат струја. Бектеши за високите цени. Компании сакаат да профитираат врз грбот на граѓаните. Подобро да го зголемиме увозот. Триесет години успешно постоење на Сдруженијето на срби и македонци Бранко Чајка од Тетово синоќа бе одбележани со свечен целовечерен концерт. Поради енергетската криза и високите сметки, општините во нашата земја подготвуваат планови како да се заштеди струја, особено во ладните зимски месеци. Ќе се гаснат уличните светла, ќе се реорганизира работното време во институциите кога е најстудено, ќе се внимава на секој потрошен киловат час електрична енергија. Локалните самоуправи кројат планови како да заштедат струја, откако добија 3 пати повисоки сметки од минатата година. Тетовскиот градоначалник вели дека ќе ги почитуваат владините мерки за штедење, а за да се заштитат од ценовните удари, ќе се формира јавно предпријатие за менаџирање на јавното осветлување. Во рамките на ЗЕС донесовме одлука, односно имавме информација дека ЕВН ќе прифати да влеземе, значи ако ги исполниме законските услови, да влеземе во регулираната цена, затоа што сега пазарната цена е 10 пати повисока и предпријатијата не можат да се носат со тие трошоци, така да ќе предложиме до Советот да се формира предпријатие кое ќе менаџира со јавното осветлување. Во општина Ново село ќе се редуцира уличното осветлување со поставени тајмери, односно ќе се гаси во периоди кога сите се дома. Мораме да прекинеме од некои осветлување во текот на ноќта во кои граѓаните сега заради школска година, заради работни операции веќе не поминуваат толку долг период, така што постепено заедно со Советот на општината и во консултација со граѓаните ќе ги преземеме новите мерки, но како што добивме и допис од владата дека мораме минимум 15% да заштедиме на енергија, сметам дека ќе успееме да заштедиме и повеќе од тоа. Гостиварскиот градоначалник вели дека сите директори добиле насоки да се заштеди што повеќе електрична енергија, се со цел сметките да се што помали. Идејата е можеби кога ќе биде најлодно тој период да предложиме 6 часа работно време. За училиштата веќе се дадени препораки, насоки. Значи спортските сали да не се користат, часовите по физичко да се одржат со теоретска настава во училниците, по ходниците да не се пушта осветлување и затоплување. Градоначалникот на Кочани пак смета дека проблемот со високите сметки на јавните предпријатија не може да се реши само со штедење, туку треба државата да помогне. Мора системски со одлука на државата да се помогне во надминувањето на овој проблем. И не можеме да се водиме од бизнис логиката. Ние сме должни да испорачуваме вода до крајните корисници, ние сме должни да го собираме сметот од граѓаните, ние сме должни да организираме работа на локалните училишта и сме должни да го обезбедуваме јавното осветлување во градот. Откако предлогот на полошките градоначалници за продолжен зимски распуст или онлайн настава во училиштата како најголеми потрошувачи првично не најде на поддршка, првиот човек на Тетово причината е лоцира во политичка позадина. Министерот за економија Крешник Бектеши пак во телевизиско гостување изјави дека децата многу изгубија во време на ковид пандемијата и не треба да губат повеќе. Тој информираше дека потрошувачката за 5 месеци од ноември до март за сите училишта на ниво на државата е околу 10 гигават часови и тоа може да се обезбеди преку ЕСАМА и потенцираше дека ќе најдат решение. Се прават сите напори за обезбедување суровини за доволно производство на електрична енергија за потребите на стопанството, истакна вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Тој порачува и дека граѓаните не треба да стравуваат од недостатокот на струја. Прво се прават сите напори да се обезбедат суровини за производство доволно на електрична енергија за потребите на регулираниот пазар и тоа е обезбедено.
Тоа значи дека граѓаните и 70.000 компании кои што се наоѓаат на регулираниот пазар не треба да стравуваат за електрична енергија во наредниот период. Тоа наредниот период зборуваме некаде до март следната година. Преостанува делот на слободен пазар во кој што како влада рековме дека сакаме да интервенираме, иако не е својствено. Кога имате либерализиран пазар и слободен пазар, не е својствено да интервенирате, но како што секој сме кажале дека ќе излеземе во пресвет, се обидуваме да најдеме суровини за да се произведе дополнителна количина на електрична енергија која што би се дала на располагање на стопанството по цена која што секако е пониска од таа на берзата. И ако можеме да најдеме одредени количини на електрична енергија која што секако ќе увеземе за потребите на стопанството. Има позитивни сигнали, се уште не можеме да зборуваме за бројки, сметам дека наредната недела ќе имаме конкретни сознанија што е тоа што можеме да го понудиме на стопанството. Овде сметам дека сите треба да расчистиме. Кога ќе кажеме ефтино, треба да знаеме што е ефтино. Се што е под берзанската цена може да се третира како ефтино. Ние имаме ситуации кога и цените одат до 1000 евра по мегават. Ако се понуди цена од 300 евра, тоа е навистина ефтино затоа што е помалце од 1/3 на цената на електрична енергија. Знам дека капацитетот на стопанството понекогаш не е толку спремен за да го плати, но затоа влегуваме за да им обезбедиме и ова се времење на преживување. Затоа со нив сме во секојдневен контакт со повеќето од представниците на членките, да ги кажеме, или компаниите кои што се на слободен пазар и велам, следната недела мислам дека ќе имаме јасна слика што е тоа што ќе го понудиме. Министерот Крешник Бектеши во интервју за Сител за високите цени рече компаниите сакаат да профитираат врз грбот на граѓаните, подобро да го зголемиме увозот. Во вторник ќе донесеме дополнителни одлуки. Уште не е поминат Законот за заштита на потрошувачите, кој е пратен некаде во април или мај во собрание. Заради блокадата што е во собранието. Во моментот кога ќе се усвои од страна на собранието и најверојатно сум убеден дека ќе се усвои во текот на овој месец, тогаш ќе имат големи санкции. Значи, се жалат компаниите од одредени сектори за зголемување на цените на електричната енергија, а цените на нивните производи ги зголемеле 3 пати, 4 пати повеќе. А нивната електрична енергија во креирање на одредена цена, значи нема инпут ни 10 и 15%, што значи дека има компании што ја користат состојбата и сакаат дополнителни профити да направат од вакви кризни состојби. Има такви компании и должност е на владата да се занимава со овие компании. Јас можам да кажам пред цела јавност. Ако ова продолжи, во делот зборувам сега на цените на преамбирни производи. Јас сум подготвен и тој ќе биде мојот предлог кон владата да укинеме све како давачки и на крај што подобро да го зголемиме увозот за овие прехранбени производи со подобри цени на граѓаните, отколку тоа што го субвенционираме со милиони евра како производство, да се зголемат 3-4 пати и тоа да биде натовар на граѓаните. 30 години успешно постоење на Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка од Тетово синоќа беа одбележани со свечен целовечерен концерт. Богатата музичко-сценска програма беше уникатно доживување и уживање на присутната публика која ја исполни целата сала на културниот дом во Тетово. Со интонирање на македонската и српската химна, синоќа беше означен почетокот на свечениот целовечерен концерт по повод 30 годишниот јубилеј на Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка од Тетово. Кореографиите во изведба на помладите и повозрастните членови на културно-уметничкото друштво Бранко Чајка беа и повеќе од воодушевувачки, а публиката не остана рамнодушна и на маестралните изведби на Зајди и Македонско девојче. Громогласен аплауз добија и изведбите на неколку познати српски народни песни, спојот на македонската и српската култура, музика и историја, преточен во 2,5-часовен концерт. Беше и повеќе од примамливка и публиката, која ја исполни целата сала на Тетовскиот културен центар. Вечерва е најсвечениот момент од одбележувањето на
јубилеот на Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка. Јубилеот ќе биде одбележен со свечен концерт, со настап на нашата фолклорна група, во која членуваат најмладите, средна група, а на нивна и на наша радост ќе се придружат и старите играорци, кои со задоволство ја прифатија поканата да учествуваат на вечерашнава програма. Ќе настапат и наши гости, вокалните солисти Александар Јањич од Србија, Милица Кузмановска од Скопје, потоа нашата поранешна играорка, која ја гради успешна солистичка кариера, Сара Камчева, нашиот вокален солист кој редовно настапува на нашите концерти Драгиша Аврамовски, нашите членови Ненад Вукојчиќ, Миле Ѓорѓевски и друго. Се надевам дека публиката ќе ужива на вечерашниот концерт и дека ова беше нешто што им недостасуваше. После овие изминати 2 години знаеме како сите ги доживеавме и мислам дека ова ќе биде еден убава прилика малку да заборават на тие неубави нешта кои не пратеа последниве 2 години. Пред почетокот на концертот во фоајето на Центарот за култура Илијантески смок во Тетово, публиката имаше можност да ја погледне и изложбата на фотографии од архивата на Сдруженијето на Срби и Македонци. Пред концертот ќе започне, ќе отвориме изложбата и можеби тоа беше најтешкиот дел од подготовката на овој настан, бидејќи од 30 години архивата, фотоалбумот на нашето здружение е големо и не беше навистина тешко да се избере она малку што може да се представи само тука. Свечениот концерт беше реализиран со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Северна Македонија, како проект од национален интерес. Во сообраќајна несреќа повреден 27 годишен пешак. Полицијата привела 2 лица кои се барале за издржување затворска казна. Полициски билтен на СВР Тетово. Вчера во 15 часот и 20 минути во СВР Тетово е пријавено дека на улица Маршал Тито на излезот од Тетово кон Скопје патничко моторно возило Volkswagen Golf со скопски регистерски ознаки, управувано од 27 годишник од Скопско дворце, удрило во 26 годишник од Тетово. Во несреќата пешакот здобил тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде бил пренесен за укажување лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 20 часот и 20 минути на улица Цветан Димов во Тетово со судска наредба привеле 60 годишник од Тетовски Пирок за издржување затворска казна, пошто бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово. Вчера во 18 часот и 30 минути во Гостиварско Неготино, полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар со судска наредба привеле 32 годишник од ова село за издржување затворска казна. Набрго потоа тој е спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово. Претходно тој бил пријавен од неговата мајка и сопруга дека во семејниот дом физички ги нападнал. Денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски заедно со дел од раководството на Министерството за внатрешни работи во малата сала Борис Трајковски во Скопје го прогласи за отворен меморијалниот турнир во мал фудбал во чест на загинатите бранители, херои на Македонија. Меморијалниот и овој традиционален спортски и фудбалски турнир Херои на Македонија, посветен пред се на споменот на нашите загинати колеги, имал и има совршено возвишена хумана цел преку зближувањето, преку средбите, преку спортскиот карактер да го направиме сеќавањето трајно, бесмртно. Таквиот однос, независно како се манифестира, мора да се чува и негува не само заради тие за кои што сме денеска тука, туку најмногу заради нас самите, односно нашата совесност и одговорност како луѓе кои изразуваат почит, а уште повеќе благодарност за најскапата и најможна голема жртва во името на слободата и мирот, а тоа е човечкиот живот. Спортскиот дух пак им дава дополнителна благородна димензија на ненадливата загуба,
сплотувајќи не во сознанието за нашите должности и обврски кон нашите пријатели, колеги, блиски и кон нашата Македонија. На крајот дозволете ми уште еднаш да изразам својата длабока почит кон семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили на Република Северна Македонија, како и кон оваа меморијална манифестација. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.